На самиот старт би сакал да кажам дека во улога како модератор, дека и добро вие знаете дека медиумите се столбот на секое демократско општество. Нивното зајакнување значи унапредување на демократските вредности, односно зајакнување на нивната главна улога, а тоа е професионалното информирање, поттикнувањето на различни мислења преку јавни дебати, граѓанското учество во општеството, но и да се залагаат за слободата на говорот. Но во нашата држава, место за зајакнување на медиумите, имаме нешто спротивно. Добар дел од медиумите ставија клуч на работата, каде локални радија, каде локални или регионални телевизии, па така цели општини или микрорегиони нема можност да се артикулира гласот на граѓаните преку медиумите, ниту пак да се информира за работата на органите на власта. Каде е иднината на локалните и регионалните медиуми? Има ли шанса да се најде модел за нивно зајакнување? Ке има ли новинарство во внатрешноста на државата? Ова се дел од темите за кои денеска ќе дебатираме. Почитувани дами и господа, ценети гости, добар ден и добре дојдовте на јавната дебата, организирана од Сдруженијето Медиум Објектив на тема Фонд за развој на медиумите, кој што се надевам дека како идеја, како можност ќе произлезе и јавно ќе се зборува во наредниот период. Фонд за развој на медиумите се од цел во насока на зајакнување на медиумите, конкретно на радијата и телевизиите или радиодифузерите на локално и регионално ниво. Би сакал да ве поздравам од името на Сдруженијето Медиум Објектив, кој што е иницијатор на оваа јавна дебата, но и да ви посакам добре дојде овде во Струмица, пред си на министерот кој што е овде Роберт Поповски, заложен за комуникација при владата на Република Северна Македонија, но имаме овде и представници од Сдруженијето на новинари, од Советот на етика на медиумите, мислам дека меѓу гостите има и од Македонскиот институт за медиуми, но и сите оние институции и агенции кои што директно или индиректно се вклучени во медиумскиот бизнис. Забележуваме овде дека имаме и од Асоциацијата на локалните радија во нашава држава. Што значи, на некој начин, сите нас не тангира овој проблем, односно зајакнувањето на локалните и регионалните медиуми. На почетокот би сакал да му дадам збор на министерот заложен за комуникација, транспарентност и отчетност, господинот Роберт Поповски. Поповски, поверете. Мислам дека добар ден на сите, почитувани присутни, почитувани панелисти заедно со мене, особено почитувани организатори од Сдруженијето на регионални и локални телевизии и радија во Струмица, овде што се наоѓам. Ви благодарам за поканата на ова, би рекол, прва оваков тип дебата и дискусија, која што има еден доста оптимистички наслов, Фонд за развој на медиуми. Денеска овде во име на владата на Република Северна Македонија ќе ги кажам нашите размислувања и ставови по однос на она што владата се уште официјално го нарекува отворена желба и простор за поддршка на медиумите. Оваа влада, за разлика од може би сите претходни владеачки гарнитури, особено последната владеачка гарнитура, нема никаква намера да врши било какво влијание врз работата на медиумите. Целосно сме посветени на поддршка на професионалното и објективно новинарство, целосно сме посветени во поддршка на саморегулаторните механизми, но исто така сме свесни дека медиумите во Република Македонија заради вкупниот амбиент и низ минатите години, но и во периодот што сега го живееме, имаат потреба од реална, објективна поддршка базирана врз вистински критерии. Токму затоа велам, ова е прва дебата од овој вид, меѓутоа долго време сме дебатирале и еден вид на поддршка на медиумите владата веќе реализираше. Знаете дека станува збор за поддршката на печатените медиуми, која што беше резултат на долги анализи, дискусии и расправи со Сдруженијето на новинарите на Република Македонија, каде што на Република Македонија, тогаш беше така, од каде што дојде првичната иницијатива, а потоа се формираше и се приклучи кон таа дискусија Асоциацијата на печатени медиуми и конечно при крајот на минатата година
се изработи програма на ниво на влада која што овозможи печатените медиуми да добијат поддршка во делот на печатење и дистрибуција, поточно да им бидат субвенционирани дел од трошоците што ги имаат во нивното работење, со намера и со искрена желба дека индустријата која што доживеа најголем проблем и најголем удар во периодот на дигитализација, на развој на социјалните мрежи и економската криза не само во Македонија, туку и во светот, има потреба од ваква поддршка за да преживее, да обстане и да постои понатаму, затоа што огромен број на новинари, бардови на новинарството, многу наши колеги произвели од тие печатени медиуми и тие многу значат за развојот на традицијата, културата, историјата, но и иднината на новинарството во секоја држава и во нашата. Меѓутоа, како што и самите гледате, ние не сакаме тука да станеме, отворени сме да разговараме за сите добри предлози што ќе дојдат од организациите и издруженијата на новинарите, новинарските организации и медиумските, затоа што владата е подготвена да разговара на предлози што ќе дојдат од ЕСНА. Немаме намера и не сакаме ние да сугерираме наши предлози, немаме намера и не сакаме да ги насочиме дискусиите во кој правец ќе се движат, туку нашата желба е да слушнеме какви се вашите размислувања, какви се вашите потреби и како вие го замислувате или очекувате да биде реализирано едно вакво дејство на владата, поточно на ваква поддршка за медиуми. Ова е, верувам, прва дебата, очекувам дека ќе има уште многу дебати. Драго ми е што овде во Струмица се присутни голем дел од оние кои што се интересирани, представници на организациите, издруженијата кои што се релевантни и многу значат во Република Македонија, представници на медиумите, регионални и локални. Меѓутоа, ова е прашање што опфаќа многу поширок сегмент на медиумската индустрија и ќе биде потребен широк консензус за да дојдеме, ако дојдеме, до било каква варијанта за поддршка на печатените медиуми. Секако сето ова мора да биде базирано врз меѓународни, пред се европски стандарди. Вие ги имате, верувам, искуствата, проверени, разгледано, материјалите ги имате, добиени, ние што ги дистрибуиравме. Многу држави во Европа имаат разни начини на поддршка, има директна и индиректна поддршка, има поддршка преку олеснување во разни сегменти во работата на медиумите, има и друг вид на поддршка. Сето тоа може да биде дел од ова што денес и во следните дискусии ќе го работиме, се со намера да видиме дали постои простор и дали навистина медиумската заедница може да изнедри квалитетен предлог за кој што владата понатаму би разговарала и би се произнесла. Јас овде сакам само една работа да укажам пред да почнеме. Имаше неколку новинарски текстови во периодот пред да се случи оваа дебата и би замолил, бидејќи сме, верувам, сите со искрена намера да имаме успех и резултат од овие дискусии и да најдеме начин како вие да предложите, а владата да ги поддржи медиумите, да известуваме на начин на кој што ќе ја послика реалност. Например, јас немам обичај и навистина се трудам никогаш да не демантирам новинарски текстови, знам колку е тоа проблематично и тешко, а меѓутоа еден текст кој што го видов, кој што вели во насловот дека владата најде начин како да им дава пари на приватните телевизии, едноставно не е точно. Ниту е најден начин, ниту било што е договорено пред да почнат оваа и серија на дебата. Но искрено верувам дека заеднички ќе дојдеме до решение и ќе најдеме начин како да им дадеме поддршка на медиуми. Суштината на сето ова и преку поддршката на печатните медиуми и преку овие дебати и дискусии за поддршка на другите медиуми е всушност да му дадеме шанса на вистинското професионално новинарство. Новинарите да имаат достоинствени услови за работа, медиумските работници да имаат достоинствени услови за работа, да се покачат платите на вработените во медиумите и нормално кога имате порелаксирана атмосфера за работа, очекувањата се дека стандардите на професијата тогаш многу полесно се почитуваат и се следат. Спротивно, во тешка ситуација, кога се преживува од ден за ден, кога доцнат плати и придонесени, кога имате проблем во функционирањето, тешко можеме да говориме дека некој ќе посвети внимание на професијата и тогаш
медиумите стануваат подложни на секакви можни влијанија, притисоци, обиди за корупција, клиентелизам и така натаму. Оваа влада сака да им помогне на медиумите да го добијат заслуженото достоинствено место во општеството. А тоа е гласот на граѓаните. Граѓаните се клучни, тие имаат право да бидат објективно и реално информирани. Наша обврска е, како луѓе кои што работат во служба и во интерес на граѓаните, да го возможиме сето тоа преку поддршка за медиумите и преку поддршка на оваа индустрија и на новинарската професија. Ви благодарам, толку на почетокот, не би сакал повеќе да ви одземам време. Сакам да ги слушнам вашите предлози и верувам дека ќе имаме уште многу вакви дискусии да дојдеме до вистинско, издржано и квалитетно решение. Ви благодарам, министре. Се разбира дека ќе има можност, и тој рече дека преку прашање и одговори и сугестии и мислења да се оплемени таа идеја која што поттикнува Сдруженијето Медиум Објектив Струмица, односно ова е здружение на сите локални и регионални телевизии и радија од државата. Димитар Мицев е покрај мене, човекот кој што беше можеби главниот виновник да се отпочне со таа дебата за формирање на фонд за развој на медиумите. Па би сакал на самиот почеток да го поздравиме, но и да слушнеме која е идејата која што се залага ова Сдружение Медиум Објектив за формирањето на тој фонд за развој на медиуми и да немаме вакви наслови како што пред малку рече министерот. Мицев, повели. Благодарам, Ване. Почитувам министер, почитувам представници на институции и организации, ви благодарам на вашето присуство. Мене ми е чест што ве гледам тука во толкова број. Значи, Медиум Објектив постои, утре го правиме 2 години, како веќе постои како здружение и така малку имаме и повод, нели, за почетокот на ова убава дебата за нас. Имавме учествувавме во креирање на новите закони, не дека имавме не знам каков успех во нашите барања, меѓутоа, нели, учествувавме активно, се боревме, зборевме, дебатиравме, но, нели, не застанува тука, се тече, се менува. Почитуваниот министер, господин Поповски, отвори една интересна тема за нас. На 24 јануари на дебата за перспективите на истражувачкото новинарство беше, ми се чини. Тоа беше организација на Центарот за граѓански комуникации БИРН и НВО Инфоцентарот. За воведување на фонд на електронски медиуми и не потикна со тоа што барањето треба да излезе од нас самите. И ние од тука тргнавме, нели, да сработиме нешто, да побараме и како тоа го гледаме. Дојде тој момент, ние се собиравме, дебатиравме, зборам на локално, мислам сите локални и регионални медиуми и дојдовме до еден така предлог и затоа е ова дебата свикана денеска. Сега ќе морам да станам за да ви презентирам прво зашто станува збор по принцип. Прво ќе ви представам, нели, за какви пари станува збор во медиумите воопшто. Во Македонија има 50 регистрирани радија, 20 регистрирани телевизии од локален карактер. Вкупно приходи 62 милиони денари, од реклама 56, трошоци 70, загуби 8,5 милиони. Тоа е извор од АВМУ, анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017-2018, мислам дека не е уште готова. Значи, приходите се од прилика околу 3 милиони, колку што се и расходите. Ова е колку за пример. Телевизиите исто тука некаде. Двојно. Да, веќе на работи. Орбис веќе на работи. Тоа е 2017 година. Регионални медиуми. 17 регистрирани радија, сите во Скопје, 20 регистрирани телевизии. Вкупно 155 милиони еве, приходи од реклама 120, трошоци 168, загуба 14 милиони. Радиостаници приходи прават околу 8 милиони.
Ова е топ финансиски резултат, значи колку прават приходи. Хепи направил најдобар економски профит или заработил $1.000.000 и така натаму. Ова го кажувам колку за пример, да знаете што се случува во медиумскиот бизнис. Телевизиите профитираат, трошат, загуба прават 13 милиони, рековме на годишно, но национални. 3 регистрирани радија, 13 регистрирани телевизии. Вкупно приходи $1.355 милиони. За 2017 година приходи од реклама 1.184, трошоци 1.436 милиони, меѓутоа имат загуба од 81 милион. Интересно е тука што сите сателитски телевизии и телевизии преку јавна комуникацијска мрежа, освен телевизија Нова, бележат вкупна загуба, сите заедно они, од 127 милиони денари. Предпоставувам дека се тоа дополнителни инвестиции. 2017 година не им ги знаеме нивните завршни сметки, како и да е. Тоа е изворот АВМО. То пред приходи, радиостаници на државно ниво прават околу 25 милиони. Тука некаде прават и трошаци. Националните медиуми, тоа е веќе интересен факт за нас. Само Сител прави 451 милион, Канал 5 205, значи ние сите заедно, локалните и регионалните, не правиме ни колку Канал 5 заедно. Движени на приходите во индустријата до 2017 година, значи вкупно приходи во индустријата во последните 5 години. Од 2013 се движело околу 3.300 милиони, сега в 2017 е бележен 2.600 милиони. Интересно е од целиот тој приход, 1 милиарда оди на МРТ во 2017 година со вклучена радиодифузна такса. Тогаш имаше радиодифузна такса. 1.355 милиони на национални трговски радиодифузни друштва и само 216 на локални и регионални медиуми. Сите заедно вкупно. Заклучок. Само 16% од вкупниот приход, тоа е со се радиодифузна такса, припаѓа нас, на локалните и регионалните медиуми. Интересно е тоа што само ние, локалните и регионалните, им даваме шанса на новите новинари за да се истакнат, да го испечат својот занет и да станат новинари какви што се. Само локалните и регионалните медиуми третираат теми од регионален и локален карактер, тоа е што е интерес на заедниците каде што работиме. И еден цитат од студијата на утврдување на состојбите на регионалните и локалните медиуми, тоа е од агенцијата, дека улогата на регионалните и локалните телевизии, тоа беше за телевизии правено, за обезбедувањето медиумски плурализам и разновидност на медиумските содржини е од суштинско значење. Во последните 4 години 10 локални и регионални радија и едно национално, Радио Слободна Македонија, 23 локални и регионални телевизии и една национална, Телевизија Нова, се избришани од регистарот на радија и телевизии во последните 4 години. Фондот нам ни е потребен за опстанок, посебно кај регионалните и локалните, ни е потребен за развој и технички и кадровски. И тоа што го бараме е да се препознае значењето на локалните и регионалните медиуми, да се спроведат европски практики, како што вие рековте, министре, за развој на локалните и регионални медиуми и да се направат законски измени во насока на развој на регионалните и локалните медиуми. Во законски измени мислам на тоа дека пример во законот е предвидена казна каде што локално радио и национална телевизија плаќаат еднакво. За исти прекршок се разбира. Предлог, нели, покрај нашите дебати, ние дојдовме до предлог на распределба. Ова е меѓу нас, локалните и регионалните. Анализа направаме на, нели, како, што е потребно. Потребно е средствата да бидат надвор од буџетот, значи да не бидат од буџетот на Република Македонија, да биде законско решение кое што ќе се почитува, да биде распределбата фер и коректна спрема сите, без да има влијание од било кој човечки фактор, политички фактор, лего што и да е, и правилно да се пренасочат средствата добиени во медиумите.
Предлог за распределба. 20% од тој фонд, колкав и да е фондот, да паднат на националните медиуми, затоа што обратно пропорционално тие некаде околу 17%. Ние взимаме 17% од вкупниот пазар на реклами, тие взимат 83, велиме обратно, 80 да припаднат нам. Индикатори за распределба. Како да кажеме кој колку му следува, а при тоа да нема никакво влијание. Тоа е висината на надоместокот за дозвола за вршење на радиодифузна дејност, надоместок фактуриран од АВМУ, бидејќи така ние се делиме спрема локални и регионални, различно плаќаме, и висината на доместок по основ на вработени лица. Ова може би и вам ќе ви биде најинтересно, зборам за Министерството и воопшто како влада, затоа што медиумите имаат вработено лица на постојан работен однос, меѓутоа и надворешни соработници по основ на договор на дело. И ние ги взимаме само тие што се вработени. И како тоа тие индикатори да ги внесеме внатре. Овие се само кратенки кои ќе ги гледаме во наредните 2-3 слайда. Значи ги вземаме вкупните средства платени по основ на дозвола за вршење на дејност на трговските радиодифузни друштва. Ова е за државни, исто и за регионални и локални го има. Вкупно средства платени по основ на пензijско и здравствено осигурување за вработени трошоци за вработените на трговските радиодифузни друштва на државно ниво во последните 5 години. Значи државните и локалните и регионалните ги делиме во посебен фонд. Сега, да не ја образложувам формулата, само ќе ви ги кажем поентите. Фондот е збир на два фонда, еден за национални, еден за локални и регионални. Распределувањето по наш предлог би бил вака. Во Формула 1 се пресметува процентот на учинок на националниот медиум во вкупните трошоци направени по основ на дозвола во последните 5 години и трошоци направени за пензijско и здравствено осигурување за последните 5 години. Во формулата 2, истата формула ја пресметуваме на регионалните и локалните сите заедно. Во овие две формули се пресметува колкава сума му следува од целиот тој вкупен фонд, колкав и да е. Ова математички нема потреба да ги објаснувам, поентата ќе ви ја кажем сега. Значи, различноста реков дека веќе имаме со висината на надоместок за дозвола за вршење на дејност, се земаат последните 5 години заради законските можности на создавање на нови медиуми, затоа што законот тоа веќе дозволува, и овој фонд да не е основа за зголемување на бројот на медиуми и заслуга на секој медиум што има инвестирано во вработените во последните 5 години. Со ваквата распределба, ова е веќе за сите синдикати и за ЗНМ интересно, ќе се зголеми бројот на вработени лица во медиумите во редовен работен однос, затоа што ќе имаме интерес и да ги зголемуваме платите и да вработуваме нови лица на редовен работен однос. Направивме симулација, собравме податоци во последните 5 години за платени давачки за АВМО и за вработените по АЕК, ова АОП 216 по биланс на успех, и добивме резултат. Значи, од 31 локално радио, од вкупно 50 се дојдени резултати, 12 локални телевизии од вкупно 20 и од 5 радиостаници од вкупно 17 на регионално ниво и 11 регионални телевизии од вкупно 20. Добивме формулација по таа симулација дека 15% од вкупниот фонд, тоа се, значи, вкупниот фонд за национални и регионални, кој што следува, е од припаѓа на развој на медиум на локални радија. 15 локални телевизии, 9 за регионални радија и 41 од вкупниот фонд за развој на медиуми за регионални телевизии. Анализа на извор на средства. Го зимаме пример годишниот извештај за работата на АЕК за 2017 година.
планирани расходи АЕК за 2017 имал 544 милиони, реализирал 435, му останале 100 милиони на АЕК вишок. АЕК работи со собствени средства од плаќање и од разни услуги, така не. Има дополнителни трошоци како што се 4 милиона за помош, спонзорство и донации, поправка одржување на софтвер 22 милиони, репрезентација од 4 милиони, патни трошоци во странство 3 милиони, хотелско сместување милион, дневни службени, така натаму и така натаму. Вкупно 183 милиони кои сметаме, нели, дека би можеле да се намалат еве. И плюс имаме некои нејасни работи, како на пример наемнина на сензори и оптимизација на истите, и плюс за возила, значи некои си 203 милиони денари само од АЕК издвојуваме. И препорачуваме, нели, разгледување на финансиските извештаи на Македонската радиотелевизија, Македонска радиодифузија, Агенција за филм и АВМУ. Тоа е што ние сме го сработили и го даваме како предлог на распределба на средства и собирање на средства од некаде. Ние сме тука да дебатираме за тоа како предлог. Јас би ја повикал прво Магдалена Довлева од агенцијата, таа на последниот состанок рече една многу интересна работа, дека ќе проба да ги собере, пошто сме блиски со сите регулатори, да собереме информации како тоа го решаваат тие во Европа. Магдалена? Добар ден на сите, јас сум Магдалена Довлева од Агенција за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Во изминатиот период регулаторот изработи стратегија за развој на дејноста, во која што сакавме да ги утврдиме насоките на нашето работење во периодот од следните 5 години. Сепак и покрај тоа што е таа регулаторна стратегија за нас, ја работевме во сработка со голем број чинители од дејноста, така да изработивме, направивме претходно поголем број длабенски интервјуа со самите радиодифузири, а вклучени беа и невладините од областа на медиумите. Имајќи ги предвид сознанијата од сите тие длабенски интервјуа, анализите наши, овие анализи на пазар, посебни студии за состојбите во медиумите што ги работевме, практично во стратегијата е јасно препознаена потребата од поддршка на медиумите во Македонија. И тоа во две насоки. Имајќи предвид дека во март 2018 година Советот на Европа ја усвои препораката за медиумски плурализам и транспарентност на собственоста, каде што јасно им препорачува на земјите членки да развијат стратегии, мерки и механизми за поддршка на медиумите, кои што мерки може да бидат дури и од финансиска природа и кои што треба да бидат насочени кон едукација на новинарите, поттикнување на иновациите во медиумите, истражувачкото новинарство. Во таа насока и препораката што имаме дадено во стратегијата. И вториот правец е поттикнување на продукцијата. Особено на оние форми, значи играната, документарната, а особено на оние телевизиски форми и жанрови кои што се дефицитарни, како што е, например, образовна и детска програма. Како една од активностите кои што во оваа насока ги предвидовме е дека наскоро ќе обезбедиме податоци за сите европски земји, како тоа кај нив се реализира. Факт е дека и во земји во кои што медиумската индустрија е многу поразвиена отколку кај нас, постојат мерки за поддршка на медиумите. Меѓутоа, нашата идеја е да обезбедиме конкретни податоци од кои што ќе може, значи, да се добијат сознанија од кои средства се обезбедува, од каде се обезбедуваат средствата, колкава е висината на средствата, кое тело ги прибира, како се распределуваат, кои субјекти имаат право да ги користат тие средства, какви проекти се субвенционираат
И секако таквата компаративна анализа ќе биде достапна за сите и од таму ќе може да се увидат добрите практики и тие да се применат во и кај нас. Дали некој сака да се склучи во дебатата или има некоја приметба, прашање, нешто што не е јасно во врска со презентацијата или некој предлог? Јас би го прашал Младен дали му е интересен предлогот со кој ние излегуваме. Јас знам дека вие не сте запознаати со целава оваа ситуација и би сакал да го слушнам и вашето размислување. Да. Добро, драго ми е што денеска сме тука. Слушнавме интересни неколку презентации или размислувања и од страна на владата и од страна на Димитар. Во секој случај, она што сакам да го кажам, дека ние како Сдружение на новинарите на Македонија сме силно заинтересирани локалните и регионалните медиуми да обстанат, особено во насока на развој на професионалното новинарство, бидејќи значењето на локалните и регионалните медиуми е исклучително значајно за професионалното новинарство, пред се поради потребата за една силна обсервација на локалните власти, на локалните ингеренции, на сето она што се случува во општините, бидејќи како што и самите рековте, не е само Скопје, напротив, многу работи кои што не ни се допаѓаат, кои што не се добри, кои што треба да се истражуваат, кои се предмет на корупција и така натаму, се случуваат многу во внатрешноста на Македонија. Затоа бевме сведоци ние и во минатото. Се надевам дека преку новинарските записи што би следувале или што треба да следуваат, ќе бидеме сведоци и во иднината, се со цел подобрување на нашето општество. Ја малку имав време да ја погледнам оваа презентација, се разбира. Во принцип, во основа, значи ние сме за одреден тип на поддршка на локалните и регионалните медиуми, со тоа што сметаме дека не би требало јавни државни буџетски пари да се користат во таа насока. Кога тоа ќе го речам, подразбирам дека сите бевме сведоци што во минатото направија државните пари во медиумите и не сум сигурен дека државни пари во медиумите можат да донесат подобрување на медиумската состојба, барем не на начин ако бидат бризгнувани со директен елемент од буџетот, како што тоа и порано беше правено. И покрај тоа што многу работи се променети пред се и во политичката волја и во она што се вели целиот медиумски лендскейп е поинаков, сепак остануваат силни предизвици пред целата медиумска сцена. Во таа насока ние размислувавме малку на оваа тема, што би значело поддршка за медиумите и како би можело да се помогне на медиумите. Тоа на неколку пати го разговаравме и во Сдруженијето на новинарите и со нашите колеги од другите организации со кои што често комуницираме и мислиме дека постојат и други начини за поддршка на медиумите кои што не мора да бидат директно парични, но можат да бидат дел ослободување на одредени давачки, како што се давачките за Агенција за филм, например, како што се давачките кон ЗАМП, значи одредени даноци кои што се однесуваат на вработените лица, други даноци за кои што можеби вие ќе кажете повеќе и за кои што вие сте посвесни колку ви пречат во работењето и заради што се лоши за вашето финансиско работење. Мислам дека во оваа насока има можности да се разгледуваат многу модели, особено што би станувало збор за принципиелен начин за помош на медиумите. Пред се, сега кога зборуваме за медиумите, зборуваме за локалните и за регионалните медиуми и тоа сакам да го истакнам. Ние не зборуваме сега за националните медиуми, барем не ние во ЗНМ. Мислиме дека пазарот сепак треба да ги диференцира и таму работите. Така што од аспект на помоштите што можат да дојдат во развојот на оваа поддршка
што би дошла, би биле непарични и тие секако би ги поддржале. Сето друго ќе се судри со принципите на она за што и не само ние како СНМ, туку и јас како новинар, претпоставувам и вие како мои колеги и многу тука што ги знам, се боревме цел еден период да не ни се случи повторно. Никој не вели дека ова или онаа влада ќе сака да стави капа врз медиумите, но верувајте ми, нема вистинско новинарство со државни пари. Тоа едноставно не оди едно со друго. Тие две работи се спротивставени едно со друго. Значи, ќе повторам, остануваме на истата линија, да, треба да се помогне, а за принципите и за начините треба да разговараме. Благодарам. Ти благодарам ти. Би го прашал и Васко може да ви даде само неколку искуства што се случува во локалните радија. Само што се формира асоциација на локални радија и затоа е седнат таму до вас за да зошто јас си го поддржувам идејата на Младен што вика, нели, за да не биде и парична и да не биде, нели, од буџет, затоа ги земавме тие институции како што е агенции што имаат веќе примања од други субјекти. Меѓутоа, од суштинско значење за постоење на такви медиуми е практично се финансиите. Не е само помош на од друг аспект. Иначе за тоа, за ЗАМП и за Филмски фонд ве поздравувам максимално. Но и тоа се пари. На крајот на денот, тоа се пари кои што се многу принципиелно распределени. На крајот на годината, кога ќе направите вие пресметка во вашиот медиум и секој во својот, тоа на крајот повторно ќе бидат пари кои што не се извлечени од медиумот. Може би не се дојдени, но не се извлечени. Точно. И тие пари како ќе ги финансира медиумот, тогаш ќе се одлучува сам и ќе има начини. Така да... За тоа и беше презентацијата. Пари нема на локални и регионални ниво. Тоа е работа. Повери, Владко, се извинувам. Ирена Арнудова, телевизијата ВМ Охрид. Се согласувам, значи Младен ова што го кажа истото, наместо да се вбризгува пари, едноставно да се овозможи да не се одлеваат пари од медиумите. Сега тука е дискутабилно тие што ги наведе даноци или ослободување евентуални што би биле се износот е не толку голем за да може нешто дополнително да ја подобри финансиската состојба на медиумот. Значи ЗАМП, Филмски фонд или не знам кај придонесите, ајде веќе тука, ама додека не се види нешто вака практично направена некоја симулација, не можеме да правиме муабет. А до принципиелноста што рековте како тие пари би се користеле. Многу размислувавме кои критериуми да се земат за да се направи формулата. Значи размислувавме за рейтинг, размислувавме за покриеност на население, размислувавме за правилниците врз основа на кои одаваме врз основа на кои што ги имаме ние добиено лиценците за работа. Меѓутоа сето тоа беа податоци со кои што може да се манипулира, врз кои што може да се влијае и кои што може да трпат одреден притисок, политички, бизнис или веќе било каков. Еден и два параметри врз кои што не може никако да се влијае се концесијата и бројот на вработени, односно АОП ставката од завршна сметка. Кога дојдовме кога тоа го увидовме дека со тие два параметри можеме да направиме реална формула, после тоа произлезе нормално и заклучокот дека колку што повеќе вработени имаш во медиумот, толку поголеми средства ќе влечеш од фондот. Значи една развојна, посебно што рече Димитар за ЗНМ, битна и за синдикатот на новинари битна информација е дека секој медиум ќе тежне кон тоа да има повеќе вработени за да добие повеќе средства за поддршка од фондот. Така да со тоа мислиме дека со оваа формула дека апсолутно оневозможуваме било какво влијание, затоа што кој да сака да влијае врз распределбата не може. Фактурата од АВМУ и ставката АОП 206 си го прават своето. Добро, благодарам за ТВМ. Само пред да му дадеме збор на Васко Чукаров од Асоциацијата на локалните радија, мислам дека Мицев ве праша каква е ситуацијата со локалните радија и што значи
за вас еве ваква идеја за фонд? Добро, вака е идејата. Со Димитар заедно го државме состанокот и дојдовме до оваа формула и заклучок, пошто оваа формула е со развојна компонента, да не се повторам за АОП и тие работи, автоматски се добива со вработување, нормално изголемување на вработувањето во медиумите. Да не должам, пошто имам еден текст тука, знаете што се случуваше во последните 10 години и пократко ќе скратам дека во последните 5 години се најкатастрофалните за локалните радија, пошто направивме ние една кратка анализа. Се натоложени се проблемите и доведува до огромна неликвидност, тешкоти и при плаќањето на обврските за ДДВ и лиценци и такви работи, а да не зборувам дека на некои колеги му се блокирани сметките. Значи, олеснувањето е добро и одлично решение, но не е моментално, не е изводливо, пошто на некому се блокирани сметките. Што ќе му олеснеш на некој кој ќе ги блокира сметки, се блокирани сметките на медиумите. Така да предложениот фонд за медиуми и предлогот за начин на распределба нови пари ќе значат додадена вредност во медиумите. Формулата за распределба која се предлага има сериозна развојна компонента. Тоа ќе стимулира нови вработувања и во локалните медиуми, вложување во програмските концепти и просторните услови за работа. Во контекст на тоа сите име добиле дозвола за работа, тоа ќе мора во соработка со АВМУ да се врши поголема контрола за исполнување на работните простори и параметри што ги име добиено со дозволата. Значи фондот е еден вид нова шанса за радијата. Ама не смееме да забораваме дека уште еден факт, тоа е доследно почитување на пропишаните критериуми за минимални технички, кадровски и просторни услови за работа, кои се препишени од регулаторот. Само на тој начин овој фонд и ќе добие неговата смисла, веќе што би бил односно е во најава или би се оформил. Тоа е кратко. Благодарам, Чукаров. Прашање имаше овде од господинот, од првиот ред, па потоа ќе се селиме. Добар ден. И тука имаме две прашања. Само онако што ќе молам. Да, МВ Памдил, телевизија Коха Тетово. Значи ја поздравувам иницијативата, посебно што министерот Роберт Поповски денеска е тука со нас и директно можеме да разговараме околу фондот. Неколку пати тука разговаравме околу тоа дека имаме лошо искуство од минатото. Да, имаме лошо искуство, меѓутоа тоа не беше фонд. Сега зборуваме за фонд. Тоа беше распределба по договори поединечни кои се како и така натаму. Значи ова е прв пат дека се соочуваме со еден фонд за развој на медиуми. И мислам дека тоа што беше во минатото, навистина сите ја осудуваме. Меѓутоа, сега е фондот за развој на медиумите со тоа што треба да се преокупираме. Ова влада има капацитет и министерот е тука да задолжи луѓе во министерството кои ќе собираат практики од државите во Европа, во светот. Како тие, значи, ги помагаат локалните и регионалните медиуми. Според моето сознание има, значи, такви поддршки во Хрватска, има во Шпанија и во неколку други хрватски европски држави, па да ги видиме од тие од каде ги исцрпуваат парите за фондот и така натаму. Значи, оваа формула што сега не дававме, да речеме лично, по мене треба да се додаде уште нешто. Дали тој медиум има некој рейтинг повисок или понизок и така натаму, меѓутоа, бидејќи сите така се договоривме, остана на овие два параметри, се слагам, и мислам дека ако не изнајдеме начин да направиме некој фонд за поддршка на локалните и регионалните медиуми, и ако не се менува членот 102 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, следниот јануари, кога треба да платиме концесии кон агенцијата и така натаму, ќе се намали драстично бројот на локалните и регионалните медиуми. Благодарам. Благодарам. Господинот од позади чека долго време да земе збор, да го слушаме неговиот став. Јас сум Ристо Гоговски од Наша ТВ и РФМ радио. Ја проследив анализата, таа како бројки е точна, меѓутоа што се моите размислувања. Прво, какви медиуми ни се потребни? Тоа е првото прашање. Второто,
овој фонд за развој што подразбира, за каков развој се работи. Значи, дали се работи за опстанок на медиумите, дали се работи за развој на концепти, дали се работи за развој на информативна програма, турски серии, кид шоуа, бидејќи тоа исто е влезено во програмите на најголемиот дел од телевизиите, или се работи за развој и насоченост на медиумите што да создаваат за ова општество. Ако ја видите сликата која што општеството, граѓаните, излезете на улица и прашате што мислат за медиумите, ќе видите сликата за развојот на медиумите. Значи, како нас не перцепираат граѓаните? Веројатно тоа сите треба да се запрашаме, за да видиме што е тоа што ни фали. Од националните медиуми, значи тоа е исто прашање за владата што сака да постигне, каков концепт на медиуми сака да создаде. Дали овој фонд ќе го развива сегашниот концепт на медиуми? Значи, ние имаме сега еден катастрофален концепт на медиуми. Погледнете ги националните телевизии право. Имаме 13 национални телевизии. Првото е како тие телевизии се финансираат, на кој начин, за кого работат и што работат, што пренесуваат со нивната програма. Медиумите не се само новинарите, не се само вработените, мислам, на концептот на медиумите, ако го врземе дека тоа е новинарски концепт, каде што има дебати, тогаш овој фонд за развој на медиуми, таа функција ќе се исполни според овие критериуми кои што сте ги предлагате. Значи, сегашниот концепт на медиуми не нуди разноликост, знаење и образование за публиката. Нуди дебати, некогаш тотално безсмислени, некогаш дебати кои што имаат значење некакво. Меѓутоа, дали е тоа што ние како медиуми треба да го пренесеме кон публиката? Прашањето е дали регионалните, бидејќи имаше отворено првото прашање на модераторот, е дека ова е за развој на локалните, регионалните медиуми. Не се спомна за националните, потоа го спомна повеќето господа. Меѓутоа, дистинкцијата на концептот на медиумите, кој што треба да биде создаден, бидејќи ние сега живееме во едно општество кое што се ни се пласира затоа што ние сме собственици. Секој собственик може да си направи што сака и како сака под превезот на законот. По мене треба да се финансираат концептите. Вие вработени што ќе финансирате, зашто? Да го досоздадат овој концепт кој што е сегашен на медиумите. Што ќе дофинансира државата? Не разбирам исто од каде, како се вика, од каде ќе бидат тие средства ако не се од државата? Од странски фондови, од агенции, од разузнавачки служби, од каде ќе дојдат тие средства? Значи, тие сигурно мора да дојдат од нашата држава, бидејќи нашата држава треба да го помогне развојот на овие медиуми. Сегашниот концепт на медиуми, ако го видите, не постои емисија за култура на македонска телевизија. Кој создава емисии за култура од сите овие медиуми овде? Значи, дали таа поддршка која што сега разговараме дека ќе биде во пари, ќе го поддржува сегашниот концепт. Ако го поддржува сегашниот концепт, тогаш не гледам некаква развојна компонента на промената на структурата на медиумите и што медиумите да создаваат. Така да, кога ќе ги согледаме пошироко сликата, финансиерите во медиумите не се само, значи исто рекламниот колач на медиумите. Ние создаваме денеска исто, треба да создаваме за македонскиот општество, за македонскиот бизнис. Ние создаваме генерално, нашите параметри се водат по рейтинзите и создаваме за најголем дел странските компании кои што финансираат овде за да ги продаваат своите производи. Принудени сме, не е владата прашање дали ова е или втора или трета, некаков клиентелистички однос кон таа влада. Него се работи за клиентелистички однос кон клиентите. Значи, кид шоуата, кои што се создаваат, кои што со овој фонд на медиуми ќе се дофинансираат, што ќе направиме ние? Ќе создадеме подобро општество за нашите деца, за сите нас? Или
ќе го продолжиме истиот концепт, онаков каков што е. Сите имаме финансиски проблеми, јас имам финансиски проблеми. Сите ни се потребни пари, на сите нас ни се потребни средства. Меѓутоа, зашто ќе бидат тие средства и каков концепт ќе се создава, по мене тоа е пресудното, отколку само бројките и цифрите кои што ќе се презентираат, или ние тие бројки и цифри така ќе ги голтнеме и ќе кажеме добро, така одлучиле 5 луѓе, се виделе на еден состанок, па добро, они рекле така, па попаметни се 10 луѓе отколку еден. Јас не се согласувам, да не речам, јас не се согласувам со сегашниот концепт на медиум. Развој, ако сакаме да создадеме, треба да се погледнеме сите во очи, владата да не погледна нас и граѓаните да не погледнат да кажат нас ни треба ова во државата, а не кој сака, што сака, на кој начин да го создава и државата дополнително да го поддржува. За тоа не се согласувам. Благодарам. Мицев сака само нешто да одговори. Јас ќе станам гоговски да ве гледам, тука сме. Значи, по принцип, ништо. По принцип, значи ние продуцираме емисии кои што треба да бидат гледани, за ние да ги продадеме како продукт, да бидат интересни и за да добиеме финансии, нели? Во дадениот случај вие многу убаво рековте, никој не прави емисии од областа на културата. Вака ќе имате средства за вие да си дозволите емисија од културата, која нема да биде интересна за ниеден рекламодател, а вие ќе бидете општествено одговорни и ќе продуцирате таков тип на емисија. Јас и во моментот правам Треба да направите. Имаше светски концепти како Јас во моментот правам 4 емисии за култура, кои што се тотално не финансиски исплатени. Македонска телевизија не прави ниту една. Така, македонска телевизија има 1 милијарда буџет. Јас имам 0 буџет за тоа. Јас сметам дека тоа треба да се произведе. Јас правам детска емисија, која што има 200 емисии. Таа детска емисија, значи јас за да ја комерцијализирам, треба да бидам киле дрога, или не знам, ивце пивце, и да продавам пиво и соленки у емисијата. Ме разбирате? Ако сакам да направам образовна емисија за деца, јас треба да го продолжам мојот концепт. Мојот концепт, сегашниот начин на работа, значи, не дозволува да биде конкурентен со продажбата на комерцијални производи или кои што се финансирани од странски извори. Значи, сегашниот концепт на медиуми од 13 национални телевизии, проверете собственичката структура. Видете структурата кој, зашто и како работи. Националниот концепт подразбира создавање концепт за државата. Ние сите треба да работиме за државата, не мислам на владата, не мислам и на министерствата. Јас мислам за државата, за нашето население, за нашиот народ, за нашиот бизнис. Ние сега работиме за да профитираме, создаваме, за да заработиме. Но тоа не е концепт на национални телевизии. Национална телевизија не е фреквенција. Национална телевизија е национално чувство и создавање национален концепт. Од овие 13 телевизии, за 9 може да кажете дека се телевизии на националностите. Не се национални телевизии. Не затоа што се албански, не знам што. Нивната програма доминантно е српска, турска и работат информативна програма. Немам против што работат информативна програма, меѓутоа 13 телевизии ви се копи-пейст. Кој концепт збориме, за кој развој збориме ние овдека? Ние збориме да го продолжиме истиот концепт од 27 години навака. Значи, ние немаме концепт да создадеме образовна телевизија, ние немаме концепт за телевизија за култура, ние немаме телевизија за македонскиот спорт да создадеме. Ние имаме телевизија, имаш пари, троши пари, нати пари, троши пари. И толку е концептот. Стимулот. Ние денес ќе имаме стимул на рейтинг. Тоа е стимул на штета. Кога мене ќе ми каже, јас имам рейтинг 25%, ја викам, тоа е штетата што ти ја правиш во општеството. Тоа не е твоето добробит. Дали ме разбирате? Значи, концептот на јас создавам рейтинг, значи мене ме спречува и ме тера, јас сум само свесен. Значи, ја викам, мене ми се доволни денеска едно пиво, 2 плескавици. Некој алчен и прави пари, затоа што нема ни битно каков концепт создава.
Мене ми е битен каков концепт создавам за своите деца и за своите генерации, кои што сметам дека треба да остане некаква прибелешка позади нас. Јас ви прекинал само, се извинувам. Исто ќе ве надополнам. Значи, овој состав, значи прашањето исто е за во сите концепти кои што се создаваат, не е вклучено Министерство за култура, не е вклучено Министерство за образование, не е вклучено Министерство за труд. Во Агенција за медиуми, значи морам да ја пофалам агенцијата. Они работат многу професионално, многу професионалци сум видел таму. Они работат по законот, они не го носат законот. Значи законот се носи на некое петто место, така? Ке седнат двајца, тројца луѓе, ќе се договорат. Законите ги минуваат тие кои што ги имаат парите денеска. И тоа се случува константно. Го променија законот за да, како се вика, застапеноста на македонската музика, или не знам дека они 50% од програмата која што здаваат на македонски јазик, дека тоа е за македонскиот јазик и јазикот на националностите. Турските серии им влагаат во јазикот на... И тоа е национален концепт. Актерите, сите кои што работат, ги доведаа на мизерија, за да работат за некакви... Значи, сите имаме забелешки тај. Во Ама ние моментов... сме тука кои што го создаваме концептот. Кои се забелешките? Значи, ние треба судримо учело, еве, има министер овде, треба тој министер да пренесе одредени стави и да каже, луѓе, како нас не гледа општеството овде? Во ред, за националниот концепт, јас не можам да зборам. Можам да зборам... Ама регионален нека биде. Во ред, И се регионален согласен. нека биде. Значи, тој е регионален концепт. Ако не праќа правилни пораки, значи, што подразбира, ако има неписмен собственик, еве јас ќе кажам дека сум неписмениот собственик. Ако има неписмен уредник, јас ќе кажам дека сум неписмениот уредник, да не навредам никого овде, така. Ако тој создава кич, шунт и така натаму, и оваа држава го стимулира тој, за да создава понатаму, што правиме ние со општество? Јасно се разбира. Ја не сум дојден за да создадеме, само да потрошиме. Ние ќе земеме пари оваа година, еве ќе ни дадат 3 милиона, 2 милиона, 100.000, 5.000, 10.000. Добро, да оставиме простор за и други коментари со оглед на времето. Мислам дека имаше овде, додека дојде микрофонот, јас би сакал од Советот за етика на медиумите, Катерина Синадиновска, да слушнеме кој е нивниот став, дали е етички во однос на ова идеја која што доаѓа од Сдруженијето на електронски медиуми, а потоа ќе се префрлиме овде со прашањата. Добар ден на сите, ви благодарам за поканата, драго ми е што сум тука. Дали е етички? Знаете, прашањето е таман на место, затоа што од аспект на нашата позиција како Совет за етика, нас она што ни интересира е содржината на медиумските производи, дали се почитуваат или не се почитуваат медиумските, тоест професионалните новинарски стандарди кога се творат текстови и се прават прилози. Тоа што нас не интересира при оваа иницијатива е што сакаме да добиеме и што не сакаме да добиеме како Совет за етика. Сакаме да добиеме поквалитетна медиумска содржина, сакаме да добиеме развојна компонента, тоа е инвестирање во содржина, инвестирање во застапеност на продукција, посериозна и посилна продукција на телевизиите, емисии кои што ги би покривале, не знам, аспектите на културата, на различностите и така натаму, а ние сакаме да добиеме директно мешање на владата во редовачката политика и не сакаме да добиеме нешто што сте вели финансирање, директен, тоа Младен убаво го кажа, директно вбризгување на финансиски средства со разни други цели. Нема да бидам долга, само ќе ви кажам еден пример, затоа што јас работам во Капитал, ние сме економски магазини, често правиме економски анализи. Од тоа што господинот Мицев го презентираше, сосема мислам на таа линија ќе биде и мојот пример, чисто за да знаеме со што снимаме работа и зошто не е исто кога зборуваме за поддршка на националните телевизии и на локалните телевизии. Прво, дозволете да кажам дека ние како Совет и тоа како инсистираме поддршката да биде наменета за локалните телевизии и локалните медиуми, затоа што мислиме дека тука се најпотребни најпотребно да се изнајде начин како да се помогнат овие медиуми, за начините може да се дебатира, како тоа да се прави, може да се видат европски искуства и слично, меѓутоа зошто е ова важно? Ние, например, секоја година правиме анализа или секоја втора на топ 200 најпрофитабилни македонски компании во економијата. Знаете кои ни се јавуваа со години? Сител и Канал 5. Значи, Сител правеа профит, раст на профит, од 490% годишно, а Канал 5 од 372. Сител имаше поголем профит од Елем. И имаше еднаков профит како Бучим, еднаков профит како Тинекс, Рамстор, како Витаминка, како Брилијант и така натаму. Ако мислите дека ова е нормално функционирање на пазар и дека треба сега ние да наоѓаме начин како повторно да поддржуваме ваков тип на медиуми што секако добро работат,
Тоа мислам дека не е во ред. И затоа треба тука да направиме разлика, не е исто кога зборуваме за поддршка на ваков тип на медиуми, за поддршка на оние на кои што навистина им треба. Тоа што, како да кажам, фрустрацијата на министерот од текстот со таков наслов, што ја презентираше, сосема ја разбирам, затоа што не е исто начинот на кој што беа делени парите во изминатите 10 години во медиумите со сосема друга цел, не може да се стави знак еднакво помеѓу тоа и помеѓу ваков еден отворена дискусија каде што самите медиумски организации, самите медиуми се вклучени и бараат начини. Значи тука не сте вие соочени со со диктат дека ова е начинот и бујрум земете пари или ако не земете пари ќе добиете инспекции на врат. Туку заеднички бараме како да се најде подобар и најдобар модел, како да се помогне, затоа што факт е дека локалните медиуми навистина тешко преживуваат. Да, финансиската состојба не е сјајна во медиумите ни во светот, не само во Македонија, и на националните медиуми, печатените ве знаеме со какви проблеми се соочуваат. Клучното што треба да се обезбеди е независноста. Значи, дали оваа помош, без разлика дали ќе дојде на крај на денот, се е пари. Тоа е супер поинта на Младен, се е пари. Како и да дојде, значи начинот да не го гледаме, клучното што треба да се обезбеди е независноста, а концептот не може да го прави владата. Значи, самите медиуми треба да си уредувачка политика, знаете, се креира на различен начин. Значи имаме медиуми, немаме ние проблем со различна уредувачка политика. Имаме проблем со непочитување на основни принципи во новинарството и професионални стандарди. Значи сосема е логично да има секакви медиуми од различни профилации политички и тоа е здраво за една демократија. Здраво е да има и медиуми кои што повеќе ќе форсираат музички емисии, медиуми кои што ќе форсираат истражувачко новинарство, медиуми кои што ќе форсираат анализи и коментари. Се е тоа во ред, не е спорно, владата тука нема обврска и нема зошто би се мешала во креација на тој концепт. Тоа треба самите медиуми согласно со сопствената уредувачка позиција и визијата за сопствената позиција во општеството и кредибилитетот што сакаат да го градат, тие треба тогаш самите да се го одлучат тоа. Меѓутоа, она што за нас е важно е да не се претвори сега овој фонд, иако фонд мене како збор како термин не ми се допаѓа многу, меѓутоа еве ова програма за поддршка, да не се претвори во повторно во некаков тип на изноѓање на начин за влијание некакво или за политички пазар. Значи тоа е она што е најважно според нас. Благодарам, Синадиновска. Тук имаше рака. Маја повели. Се слушаме. Јас сум Маја Вановска. Мој беше насловот на текстот што го спомна и Катерина и Роберт. И самата и Катерина кажа, претходно министерот, па добро, нема да биде фонд, ќе биде програма. Пред година и пол портпаролот на владата како најголем скандал го презентираше финансирањето на медиумите, нема повеќе пари, ветуваше оваа влада во медиуми за реклами. Сега добро, најдовме некое друго име или ќе се најде. Еве сега ова е прва дебата. Да, ова е. Не, иако јас имам информација дека ова веќе неколку месеци се зборува, па дури една телевизија побарала пари од агенцијата за медиуми. Еве девојката од агенција за медиуми може да потврди. Се согласувам со се што кажа собственикот на наша ТВ, само една работа не се согласувам, кога рековте, еве јас правам 4 емисии. Не правите вие, новинарите прават. И тука сите сте собрани собственици на медиуми. И сите барате пари. А вие дали сте се прашале колку пари им давате на новинарите? Како ги плаќате, како живеат, како функционираат тие новинари? Јас сум работела во национални телевизии, во портали. Сум работела за газди кои што имаат авиони, кои што имаат јахти. Па доста. Така. И јас сум работела во времето во режимски медиум, за каде што министерот прво бараше да му се извини директорот на телевизијата, во режимски медиум, каде што една колешка, кога напиша критички прилог за владата на Груевски, знаете што и рече уредничката? Тебе кој ти дава пари? Кој ми дава и вика ова? Газдата ми дава. За кого работиш ти? За владата. Сум била, бидејќи сум бев дел од ЗНМ, сега сум дел од синдикатот. Постојано имам контакти со колеги од внатрешноста. Луѓе се плашат имиња да спомнат на бизнесмени, на криминалци, на локални шерифи. Па дајте малце да збориме за новинарите, не за собствениците пак да зимаат пари. Како ќе го што рече и господинот, дајте за концепти да збориме бе.
Какво истражувачко новинарство, бе, колегите во внатрешноста немаат канцеларија, немаат биро. Па уште ќе размислуваме пак на Дзинко, на Стојменов, на собственикот на Алсет, на Мак Петрол да им даваме пари. Па срамота, бе, луѓе. Па јас работев во времето кога се фрла милиони пари во режимски медиум. Мене платата ми беше намалена затоа што зборев. 15.000 денари ми ја намалија платата. Така да, кога рече, не можам да се смирам, се нервирам затоа што јас секогаш сум на страната на новинарите, не сум на собствениците. И кога рече Младен... Не, ама Младен кога рече... Не, се согласувам да се помогнат на... Да го задржиме нивото, ќе ве молам да ја сослушаме Маја, ве молам. Се согласувам и јас сум за тоа да им се помогне на тие. Ама видете, ние сме изгорени. Ама изгорени сме ние од тие пари. Ве молам, тук имаше Маја завр... Господи... Затоа што ние со 25 години телевизија, завршите сметки ни се пишат ги покажамите. 7-8-9 милиони денари. Тие во месец декември отворени, 2014 не ме држате за збор која година. Во декември месец отворени, за таа година прикажуваат приход од 25 милиона денара, а ние 25 години работиме со 8 милиони. Ирена, во ред, само да држиме едно ред. Да. Па беше кажано дека се бара пари. Ама сега вие се карате со мене? Ама вие дали се расправате со мене? Сега дебатираме, не се караме. Јас... Зошто од 20% за собственик кој што има 30 фирми? Горет, имаше Маја, да ве молам да се сослушаме, да продолжиш ако или... Да, јас уште првата реакција кога рече Младен не сме за кеш пари, ја видов меѓу собствениците на медиумите. Дека има неодобрување. Еве, јас како новинар, после ќе каже колегата и од синдикатот, биде председател на синдикатот, каков е ставот на еснавските здруженија. Еве, па после ако треба пак ќе дебатираме. Благодарам. Некој тука друг крена раква, Тивчев. Значи, јас сум Звездан Гергиевски, вршител должност председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Значи, накратко, ставот на синдикатот е принципиелен, дефинитивен, цврст, против било каков фонд за развој на медиуми или за помош на телевизија, радија или онлайн медиуми, кој ќе содржи живи пари или кеш пари. Значи, без оглед на добрата волја на владата што ја покажува и така натаму, ние не можеме да избегнеме впечаток дека штом е влада во прашање или штом е држава во прашање преку низините органи, без оглед дали се јавни предпријатија или регулатори или што ја знам што, дека постои голема опасност за клиентелистички однос. Мојот личен став е дека мислам дека се оди прилично наопаку. Фондот би требало да биде или било каков план за поддршка на медиумите, би требало да биде некој врв на некои реформски процеси, на некои длабински промени во медиумскиот простор. Значи, вака излегува дека, се согласувам тука со колега Загоговски, дека излегува дека сме ние задоволни со состојбата во медиумската индустрија и сега само треба да ја поддржиме. Моабетот ми е која е стратешката цел на фондот? Опстанокот на медиуми. Што овој значи опстанокот на медиуми? Зошто е тоа важно? Значи, ние и сега имаме плурализам на медиуми, па велиме дека имаме дефицит од демократија. Значи, се согласувам дека треба да се направи некаква стратегија и да се види што всушност ние сакаме од медиумите. Дали е тоа баш, да, точно информативната програма, дали е тоа дебатата, дали е тоа детска програма, што или... На крајот на краиштата, се што каже Ристо Гоговски е главно задолжување на јавниот сервис.
А јавниот сервис тоа не го прави. А државата има тука најголеми ингеренции. Зошто не ги упати парите таму и конечно не направи од јавниот сервис јавен сервис? Законите се донесат и се ќе биде по закон, да кажеме. Кој вели дека законот не се менува утре? Да, убаво е ова, транспарентни дебати. Кој вели дека утре нема да бидеме искористени како алиби? Да, ги консултиравме ние широко медиумите и донесовме ова. Значи, многу сум сомничав, што рече министерот и сите претходни владачки гарнитури, сите не имаат на некој начин извисан. Значи, да, ако имам Да, нешто... само едно прашање до вас. Колку од членовите во синдикатот се новинари од внатрешноста или новинари на локални и регионални радио и телевизии? Во синдикатот. За жал, многу мал процент. Вака, само ма. Значи, ве поддржувам максимално што се однесува за национални медиуми. Бидејќи ја немате конкретно сликата што се случува на локално и на регионално ниво, беа бројките само за последните 4 години колку се намалени. И тоа е фактот што нас не интересира. Националните си го имат колачот од 1,5 милиарда како реклами. Ние имаме само 200 милиони и за развојната цел ние да реинвестираме во луѓе затоа што до година ние можеме да добиеме поголем процент од тој медиум. Тоа е математика. Овака, так не кажам безврска збора. Еве, например, владата донесе одлука да ги ослободи регионалните медиуми од плаќање на давачките по вработа. Не е ли тоа стимулација да ги вработите луѓето? А зошто би јас да поверувам дека ако имате 50 вработени, например, и добиете поголем дел од тој колач, дека тој колач ќе отиде пак кај вработените? Ајде, господинот, ако може, ако завршивте вие, господине. Добар ден на сите, јас сум Дејан Георгиевски од Центар за развој на медиуми. Значи, некако во последно време постојано слушам фини либертаријански идеи, овој данок да го укинеме, оваа давачка да ја укинеме, оваа давачка да ја укинеме, а истовремено либертаријанство нели подразбира државата се меша што помалку во се живо, меѓу другото и преку тоа што нема да ни зема даноци, а прито имаме лично социјалистички барања од државата на сите да ни помогне и да така. Сега, да се вратиме на темата. Македонија, како и сите европски држави и најголемиот дел држави во светот, има дуален радиодифузен систем. И тој не смее да се меша николку со тоа што се случува во печатените и во онлайн медиумите. Тој дуален систем, јавната радиодифузија, ги има сите задолженија, значи се што мора да имаме, во смисла на телевизиски содржини, радиски содржини, информирање локално, информирање национално, информирање меѓународно, култура, таа треба да биде се. Ќе ве потсетам сега сите дека некаде во првата половина на претходната деценија ние одлучивме прво дека локална јавна радиодифузија не ни треба, па ги укинавме локалните јавни радиостаници, поради можноста да се злоупотребува од локалната политика, локалните шерифи. Па во 2005-2006 година постоеше фонд за програми од јавен интерес, па решивме дека и тој ќе го укинеме затоа што произведува корупција, се злоупотребува, некои правосудни опашки позади тој фонд се влече, ако не се лажам, до пред 2 години, ако не се уште активни. Сега, таму каде што се дава пари, каде што се трошат јавни пари, мора да знаеме точно за што се трошат, под кои услови, и да тоа да биде во некаков јавен интерес. Мене ми е тешко што ова ќе ви го кажам, меѓутоа обстанокот на комерцијални медиуми не гледам дека е некаков особен јавен интерес. За тоа што треба да се прави истовремено, нашата јавна радиодифузија нема доволно пари и сметам, ни оддалеку нема доволно пари, ако споредите дури и со сиромашните земји од регионот, не зборам јас со Британија и со Германија. Затоа сметам дека сите јавни пари што ги имаме моментално на располагање за некаква радиодифузија, дека треба да се вметнат таму, па таа да обезбеди информирање и за локалните заедници. До тука така.
Не знам за сите европски држави, меѓутоа еве да тргнеме во регионот. Што се финансира? Хрватите имаат фонд за медиумски плурализам и тој е отворен и за локалните и регионалните радиодифузери, и за онлайн медиумите, односно за електронските публикации, и за печатените медиуми. Тој се полни од радиодифузната такса, која што ние веќе ја немаме, па така да ќе мора да полниме од некаков буџет. Значи да одземеме од тоа што сега оди и да го ставиме во распределбата. Србија има фонд за проекти од јавен интерес, тоест нема фонд за проекти од јавен интерес. Нивниот закон за јавно информирање не е во законот за радиодифузија, тоест за електронски медиуми. Предвидува дека државата и општините можат да имаат фондови за проекти од јавен интерес, кои што се отворени за продукција на содржина, и тие сите фондови секаде кај што ги имате се за продукција на некаква содржина која фали. Генерално тоа затоа што смета дека радиодифузната индустрија е дел од една поширока културна, односно креативна индустрија во секоја држава, а особено малите држави кои што тоа не можат пазарно да го издржат, мора да ја промовираат својата национална култура преку производство на играна програма, на документарна програма и така натаму. Попат, истражувачкото новинарство се покрива со тоа производство на документарна програма, затоа што на телевизија истражувачкото новинарство е лонг форм, ако не произведе документарец, не е вистински истражувачки проект, по некоја можеби сега застарена дефиниција. И се согласувам со Звездан, се мора да биде поставено по вистински редослед. Ние прво мораме да имаме стратегија во која што ќе видиме каква ќе биде улогата на комерцијалната радиодифузија, па дополнително внатре во таа поделба каква ќе биде улогата на локалната и регионалната комерцијална радиодифузија, за која попат пазарни услови да обстанува нема. Немаме ние ни за националната некакви услови, ама ајде. И потоа врз основа на таа стратегија да носиме политики кои што ќе одговараат на одлуката што сме ја донале, каква улога треба да имаат тие медиуми и што треба да прават. И она што би сакал да го кажам конечно, ние фонд за финансирање нас од медиумски содржини и сега имаме. Тој се вика агенција, моментално агенција за филм, што е мисномер и не е во согласност со европската пракса, затоа што главно во европските држави тоа се вика некако, веќе ви кажам повторно примерите на Хрватска и на Словенија, да речеме, тие се викаат некаков аудиовизуелен центар кој што финансира производство на играна и на документарна програма. Толку имав да кажам, а вие во тие параметри ако се најдеме супер и за нас и за вас. И оваа дебата денес покажува дека ние имаме невиден јаз помеѓу Скопје и внатрешноста. И дека ние како организации во Советот има дел од локалните медиуми, меѓутоа ете во синдикатот, не знам во ЗНМ колку се. Значи сакам да кажам дека ние сериозно не треба да разговараме и да имаме различен аршин, затоа што вашите потреби и нашите потреби како национални медиуми и локални медиуми веројатно не се еднакви. И не е ништо страшно да има различен пристап кога се зборува за локалните телевизии, затоа ви ги споменав сите и Канал 5 како екстремни примери. Не можеме со еден аршин, колеги од синдикати, не знам како, да ги гледаме локалните медиуми и овие профитери. Значи ние мора да ги слушнеме колегите од локалните медиуми, да ги чуеме нивните барања, да видиме со што се соочуваат и што мислат тие дека може да им помогне. Значи, јас се согласувам и само со едно, и со се согласувам. Ако ние не ги препознаваме значењето на локалните и регионалните медиуми, фер е да ни се каже и да затвориме. Никаков проблем. И е фер, стварно е фер. Ние можеме слободно да си излеземе и тоа е во ред. И сме сите согласни. Затоа што во моментов сите ние тука, ако се собственици, инвестираат секоја година не од профитот, од други средства. Димитар, Тоа е разликата. Повелете, министре, се извинувам. Јас се извинувам, ве молам само една информација да ви дадам, ќе морам многу скоро да заминам. Јас го почитувам терминот предвиден за дебатата и би сакал да имам можност да крај да кажам неколку збора, така да ако имате уште неколку соговорници, меѓутоа најкасно до 20 до 2 дајте ми можност да се произнесам, па потоа продолжете дебатата, обврските се тие, морам да се вратам во Скопје. Можам јас? Или? Стево Башировски, Тера телевизија.
Јас сум новинар, почит кон ЗНМ, Советот на етика и синдикатот, со сите сме се среќавале, сме разговарале. Меѓутоа, често на политичарите од Битола им се забележува дека кога заминуваат во Скопје ги забораваат проблемите во Битола. Маја спомна дека била казнета 15.000 денари помалку на платата. Во внатрешноста и под 15.000 има плати. Знам Маја како работела, како мигрела од еден медиум во друг медиум, јас ги разбирам проблемите на новинарите во Скопје. Меѓутоа, да не бидам сватено грешно, ева, ама баш сега не ме интересира. До сега си ги решава. Сега дајте да ги решиме проблемите на новинарите во внатрешноста. Радиостаниците своевремено беа затворени, потоа дописниците кои беа ангажирани од националните телевизии ги испуштија. Дел од колегите од средната генерација во која што сум јас, заминаа по Америките, по Европа и не знам каде, а дел во Скопје. Останатите се веќе пензионери. Оние кои во Битола се затворија 2 телевизии. Оние кои останаа на улица се префрлија, не да навредам некој, си направија порталчиња. Се тука ми е прашањето, јавни пари одат кај порталите? Многу подобро за еден новинар да не се грижи дали ќе го сгреши текстот, дали заради неговото однесување агенцијата ќе прати казна или некој ќе го тужи медиумот, дали нашиот техничар да внимава дали ќе има добра категоризација на одредена програма и да не ги редам сите работи што ние мора да ги исполниме. И си вели, па добро, јас од тука ќе си заминам, и онака платите не се високи, ќе отворам еден портал, ќе си фотографирам, ќе си пуштам и на тој начин никој не ми може ништо. Многу е битно што во последно време малку слушам дека властите, односно локалните самоуправи или пак министерствата, ретко демантираат телевизии. Се почесто ги демантираат порталите. Затоа мислам дека треба да сме внимателни каде се движиме, инаку сите ќе завршиме од дома по порталчиња. Фала многу. Благодарам, со оглед на времето рековте министерот да му дадеме... Тевче, само 2 минути, па министерот бидејќи нема време. Јас сум Владимир Тевчев, собственик на локално радио, инаку и новинар, можеби еден од ретките кои што може да зборува и за едното и за другото, да има и затоа реков еден од ретките. Значи, во нормално време можеби немаше да зборуваме на оваа тема, можеби оваа тема ќе беше безпредметна, меѓутоа ова не е нормално време за медиумите, затоа што 10 години нас ни го девастираше тоа владино субвенционирање пазарот, а тоа девастирање на пазарот најмногу се прекрши врз локалните и регионалните медиуми. Можеби новинарите од Скопје знаат, ама ја немаат вистинската слика дека во локалните средини младите луѓе повеќе не сакаат да работат новинарство. Не сакаат да се запишуваат воопшто на факултети за новинарство, а на крајот на криштата луѓето ги прават медиумите и луѓето ги прават и програмите. Еве, нека произлезе како иницијатива од Асоциацијата на локални радија, дека во распредовата на Фондот за развој на медиум треба да се тргнат националните медиуми. Јас се согласувам со поголемиот дел од дискусиите и нека биде тоа иницијатива од асоциацијата, идниот евентуален фонд да може да дели можеби груп збор, меѓутоа пристап да имаат само регионалните и локалните медиуми, бидејќи не можам да не дам зборови со кои што можам да ги објаснам проблемите со кои што се соочуваме. Локалните медиуми сме исправени пред предизвикот како да платиме струја. Ова не беше случај пред 10 години. До пред 10 години медиумите мислам дека правилно се развива, се движеа во еден добар правец и во делот на инвестирање во кадар и во техника, меѓутоа повторно ќе го спомнам она владино субвенционирање ги испреврте сите односи кои требаше да се случуваат и процеси кои требаше да се случуваат во следните 10 години. И наместо да се развиваме, ние дојдовме во ситуација и оние што пред 10 години инвестирале грдни пари и во техника, и во луѓе, и во кадар, и во просторни услови, и оние што не инвестирале да бидеме во исти кош
10 години подоцна. Затоа ќе резимирам, фонд за развој на медиуми да, за локални и регионални медиуми, но потоа стриктно почитување на пропишаните минимални кадровски, технички и просторни стандарди. Мораме да бидеме искрени пред себе да кажеме дека и меѓу нас има медиуми кои не ги исполнуваат критериумите, кои и пред десетина години не се ни труделе да го прават тоа. Затоа мислам дека прво државата е обврзана да направи нешто за да го врати девастираниот пазар. Повторно ќе кажем, не со буџетски пари, ќе најдеме модел како да го направиме, а потоа применувајќи ги овие стандарди да се бориме со концепти и со програми. Благодарам, Тевчев. Министре, повели со оглед дека рековте дека времето ве ограничува или да слушнеме? Ви благодарам, ја навистина се извинувам што морам да привршам и да ја напуштам оваа исклучително содржинска и интересна дебата. Ќе се осврнам само на неколку работи што беа кажани. Прво и основно. Морам да го повторувам, бидејќи скептицизмот очигледно е присутен заради 30 години однесување на многу власти, а тоа е дека оваа влада нема никаква намера да врши никакво влијание врз медиумите и врз нивното работење. Јас тоа го говорам во име на владата. Владата во целина има таков однос. Има некогаш грешки, има некогаш пропусти, меѓутоа нема намера владата да врши влијание врз работата на медиумите, особено никакво влијание врз креирање на содржината во информативните појаси. Ова го говорам затоа што кога се спомнува било каков тип на поддршка, сомнежот паѓа веднаш на тоа дека на тој начин можеби власта сака по заобиколен пат да изврши некакво влијание или да ги привлече медиумите на клиентелистички однос. Не. Во самото мое спомнување за идејата за поддршка на медиуми, а и денешнава дебата тоа го потврдува, целта е како да се овозможи медиумскиот плурализам да опстане, пазарот да постои, новинарството да добие развојна компонента. Ако ги погледнете критериумите по кои што се дава поддршка на печатените медиуми, ќе забележите многу внимателно дека суштината е, поддршката ја добиваат оние медиуми од општ информативен карактер. За нас е клучно информацијата да допре до граѓаните. За нас е клучно да помогнеме граѓаните да бидат квалитетно информирани. И за нас е клучно да ја слушнеме критиката на граѓаните преку локалните, регионалните и националните телевизии и радија. И нормално и преку печатените медиуми. Ништо друго ни на крај паметне ни. Особено ми е навистина непријатно кога ќе слушнам, веројатно е тоа по некоја инерција, кога се прави равенство помеѓу тоа што правеше владата на Груевски и парите што ги импутираше во медиумите, да ги корумпира, и оваа иницијатива сега, која што пред се велам треба да дојде од здруженијата и организациите во медиумската индустрија и сфера, а потоа владата да ги разгледа и заеднички да се договориме дали има или нема потреба, простор и начин како да им се помогне на медиумите директно или индиректно. Груевски внесуваше пари и неговите влади во медиумите, во тие што сметаше дека треба да ги плати, и порастите ги кажа кате претходно на нивните профити. И јас навистина замолувам кога дискутираме да не се осврнуваме на тоа како било, да најдеме решение од сега натамо како можеме да си помогнеме. Овој и јас што се случува, јас сум бил од оваа страна, од страна на асоциациите, на здруженијата и така натаму, помеѓу новинарските здруженија и собственичките структури мора да биде надмина. Собствениците не постојат само да прават профит. Тие вработуваат новинари и медиумски работници. Ако можеме да помогнеме, да биде зголемен бројот на новинари, зголемен бројот на вработени во медиумите, зголемени плати и придонеси и поквалитетни содржини, тогаш мораме да го најдеме начинот заеднички. Не гледам зошто би имале сомнеш едни кон други. Бидејќи ова е систем на сврзани садови. Не може медиум да работи без новинари. Не можат новинарите да бидат против подобри услови за работа и поквалитетни приходи на медиумот. Нема никаква логика. Во спротивно треба да се поделиме и да се бетонираме. Ако сме представници на здруженија на новинари или на синдикати така натамо, да речеме не интересира работата на медиумите, ние цврсто стоиме само на стандардите. И тогаш каде ќе се вработат новинарите?
Или обратно, ако собственичките структури велат мене ме интересира само профитот и мојот лагоден живот и не ме интересира како ќе го развија медиумот, тогаш како ќе функционираат новинарите и новинарската професија. Разликите треба да ги разговараме, да ги дискутираме и да ги надминеме низ вакви дебати. Владата не е таа и не сме никогаш повеќе да биде таа што ќе креира програмски содржини во медиумите. Владата нема никакво право да се меша каков тип на содржина медиумите ќе имаат, дали ќе има програми од културен карактер, образовни и така натаму. Какви ќе бидат информативните програми? Има стандарди, луѓе. Има кодекси на новинари. Има агенција за медиуми што ја утврдува стратегијата во медиумите. Ради хаосот што беше настанат изминативе години, заради непостоење на вистински јавен сервис, доаѓаме до една од клучните состојби во Македонија, тоа е немаме репер. Владата, да појаснам некои работи, нема никакво влијание врз начинот на кој што функционира македонската радиотелевизија. Ама никакво. Единствено предлага закон во собранието за начинот на финансирање на МРТ. И потоа се е друго независно. Се бира советот бира раководство, раководството раководи со куќата, има уредувачки колегиум, извештаите ќе поднесува до собрание. Собранието ги одобрува или не ги одобрува програмите на МРТВ. И тоа е патот. И владата не сме ништо повеќе од тоа да има. Единствено може да разговараме дали е правилно решението сега да се издвојуваат пари од буџетот за МРТВ, процентуално 0,8-0,9% идната година, 1% од буџетот 2021, и тоа го дебатираме до ден денеска и со ЗНМ и со сите други. Или дали е подобро некогаш да се вратиме на радиодифузна такса. Ама за да се вратиме, треба граѓаните да имаат доверба во јавниот сервис, зашто не ја плаќаат. И тој банкротира. И дополнително треба да се види после ова раководство каква е состојбата и колкави се долговите и технолошката ситуација таму и така натаму. Значи многу проблеми се напластени. Меѓутоа ваквите дебати треба да не упатат во правецот во кој што треба да ги надминуваме проблеми. Кога говориме за национални телевизии, еве тука паѓаат предлози дека тие треба да бидат исклучени. Ама националните не се сите исти. Така, има со еден вид на дозвола, со друг вид на дозвола. Од тие 13 што беа спомнати. Има терестријални, има поинаку поставени и поинаку функционира. Ги има и Сител и Канал 5, ама има и други што беа хендикепирани изминативе години и издржаа макотрпно на браникот на демократските вредности и на професионалните стандарди. И многу наши колеги работеа и се уште работат таму. И кога разговараме за тоа, како да им помогнеме на медиумите, пред се треба да размислиме како да им помогнеме на новинарите, на луѓето што работат во медиумите. И од тие причини, сите предлози, секогаш јас барем би сугерирал да се базираат на едно општо размислување. Да ја најдеме формулата како да се помогне на сите во определен процент, износ и така натаму. И ве молам, слушнав неколку коментари, никаде не е одлучено дека ќе има пари за медиумите. Не. Ова е дебата. Разговараме, ве молам да ги упатите предлозите, да стигнат до мојот кабинет, разменете ги меѓу вас предлозите што ги имате сите или размислувањата. Нема никаква одлука се уште за тоа дали воопшто ќе има поддршка, а не каква ќе биде. И повторно велам, има искуства. Имате директна и индиректна поддршка. Имате материјална и нематеријална поддршка. Има ослободување и така натаму. Па фондот за филмска дејност, во него се плаќа 1% од приходот на телевизиите. Со одлука во 2013 година, без да бидат консултирани воопшто медиумите. Еден од начините е можеби да најдеме начин како тоа да се искоригира. Меѓутоа исто така владата има врска да најде начин како да ја поддржи филмската дејност. Таа празнина треба да се надополни од некаде. И тоа се работи што вас веројатно не ви интересираат, ама нас не интересираат. Не сме поддржувајќи една гранка другата да биде хендикепирана и запоставена. Од тие причини велам и постојано наша обврска како влада е заради овој скептицизам од 30 години. Низ конкретни дејства и чекори да ве убедиме дека намерата е најдобро намерна. Намерата е да поддржиме она што може да се поддржи. Да го поддржиме вистинското и квалитетно новинарство. Да поддржиме професионално информирање. Да поддржиме професионални релации во медиумите. Истражувачкото новинарство ќе добие простор ако поддржиме и ако има медиуми што ќе можат да платат истражувачи
луѓе што ќе работат на терен, што една сторија ќе работат месец или два, па да ги откријат криминалите на оваа влада, на некоја следна, да продискутираат за сите оние структури во општеството што правеле, прават или ќе прават криминал, коруптивни дејанија и така натаму. Тоа е целта. И на крајот на краиштата, ако се договориме еден ден дека е потребна поддршка, тука сме сите заедно за мониторинг на тоа како ќе се спроведува. Никој не го исклучува тоа понатаму. Да не ни биде минатото пречка за да реализираме нешто за воиднина, од денеска па натаму. Меѓутоа, нормално, да сме многу внимателни, да не сгрешиме заедно сите. Правецот во кој што се движиме мора да биде фокусиран на зголемување на квалитетот на медиумските содржини. Не преку јавувања телефонски, не преку диктати, туку начинот кој што ќе го избереме, ако го избереме, да помогне во таа насока. Јас очекувам дека печатените медиуми ќе имаат квалитет плюс оваа година, затоа што добија поддршка. Ќе ги следиме заедно сите. Ако тоа не резултира така, ќе преиспитаме секаква одлука што донесат. Исто така очекувам дека поддршката, особено за локалните и регионални телевизии и радија, ќе биде добре дојдена. И споредувањето со други држави е потребно, меѓутоа, колку медиуми има во Хрватска, колку има во Словенија, колку има во Македонија. Огромна е разликата. Тоа е ваша работа да работи. Тоа не е наша работа како влада да оневозможиме амбиент да работат медиумите. И никогаш оваа влада нема да си дозволи да предизвика состојба во која што ќе згаснат медиуми или во која што ќе бидат отпуштени новинари. Не, ќе поддржиме и ќе помогнеме развој. Јас се извинувам, само да завршам ако може, ве молам, ви благодарам. Значи, кратко ќе биде. Од тие причини, и токму заради ова што еве и Маја го кажува, оваквите одлуки се носат со консензус. Јас апелирам во секое моје обраќање да се договориме, да се договорите, па заедно после и ние да се договориме како извршна власт. Како ќе помогнеме? Ако не се договориме, нема потреба од помош, нема потреба од поддршка, нема намера владата да влета во некоја авантура и после тоа од сите страни да биде обвинета и шиканирана за тоа што го направила. Никогаш. Ако е начинот нематеријална помош, нематеријална помош. Мнозинството, најголемиот дел велат така. Ако е начинот материјална некаква распредоба, кажете како. Ако е начинот никаква помош, нема проблем. Вред. Меѓутоа, јас сум убеден дека сите ние имаме само една заедничка точка. Работиме во интерес на граѓаните. И граѓаните имаат право да бидат квалитетно информирани, да знаат како работи владата, како работат локалните самоуправи, како функционира системот, како се трошат парите на граѓаните. Кој друг ако не медиумите ќе им го овозможи тоа како квалитетна информација. Ви благодарам. Јас само прво ви благодарам за вашето присуство, министре. Ќе ви застанувам на чело како дете од медиуми. Имав 11 години кога прв пат се запознав со медиум. Тоа беше 1990 година. Јас не знам кој имаше работено прво тука од сите. 90 година. Јас имав 11 години. Сега, после 29 години работење на ТВ канал ВИС, ние размислуваме во случајов, ако не се препознае значењето на медиумот како суштина, немаме потреба воопшто дополнително да инвестираме. Значи, не збораме за профитирање, него збораме за инвестирање. И тука сме дојдени за опстанок прво, а потоа за развој технички и кадровски. И тоа е нашата цел. Повеќе. Бидејќи сите сакаат да зборуваме како новинари, јас морам да кажам дека лицемерието мора да се симне, бидејќи сите вие сте биле или уредници, а ние сме дописници. И знаете ли колку се заземавте како главни уредници за нас, дописниците? Воопшто не. Нито еден главен и отворен уредник, јас сум доволно гласна, бидејќи сум вознемирена, не се зазел за дописник и новинар од локалните медиуми да не зема 6000 денари за 30 прилози месечно, па и изведуваат дека викенд, ја знаете ли дека не сум била 20 дена на одмор, 13 години, од 18 години сум во медиуми.
Сопруга сум на Димитар Мицев, но знаете ли какво собствеништво е тоа? Ние сите новинари седнуваме на крајот на месецот да видиме дали можеме да помине плата. За Маја, ние се познаваме и сите, мислам, зошто не членуваме во синдикати? Луѓе, ние сме истоштени. Сакам да ви кажам дека зборуваме, ова е дебата на многу нивоа. Дека сите тие новинари во локалните медиуми, знаете ли дека не бараат никаков надоместок, локалните телевизии ни даваат бесплатна опрема, ние немаме опрема од националните? Колку е длабок проблемот? Значи, немаме опрема, ни дозволуваат техничка, логистичка поддршка. Јас сум новинар од Струмица, Ѓорѓево Гевгелија ми ја отстапува цела телевизија за да направам прилог, за да земам за националниот и за локалниот медиум не стигнувам просечна плата во Македонија. Мислам, можете да зборувате колку сакате за фини политики и за не знам што е. Се согласуваме со тоа дека можеби се многу медиуми. Добро, Струмица имаше во еден период 3 телевизии, сега е само една и таа е прашање дали ќе обстои. Не е проблем ни да затвориме. Дали треба да немаме ниту во региони од 200.000 жители ниту еден медиум? Значи, суштински, не мора да се пари, но треба здраво да се зема проблемот. Мислам, да ги тргнеме ракавиците, да зборуваме со вистината. Јас правам стории за луѓе кои што имаат повисока плата од мене. Значи, работиме по 15 часа дневно. Покриваме по 3-4 медиуми. Мислам, еве, ако сакате, приказните на новинарите. Нека каже кој од собствениците од локалните, регионалните медиуми остварил некаков профит. Ако има таков, и дали е тој профит, не знам како, тоа е помалку од бакалница. Дали сме купиле програма? Не, ние произведуваме програма. Правиме вести и правиме по 1-2 емисии. Сега за квалитетот, да, ние имаме соговорници, имаме дебати, имаме се, но квалитетот, кој купил? Ајде да видиме технички дали се подновени тие телевизии. Мислам, веќе ми се, имам толку многу што треба да се зборува, што навистина не знам од кој момент и од кој сегмент да се фати. Баш ти благодарам што ги спомна условите условите во кои работат новинарите, јас за тоа се борам. Не знам кај Стево. Стево, јас работам 19 години, ниту еднаш не сум била уредник, за разлика од тебе кој што си цел живот уредник. Така да, тука да ги расчистиме работите, не сум уредник, затоа што вака се спротивставам на собственикот. А Сузе, драго ми е што спомна и ние сме се гледали. И на дебати, и на трибини. Јас се залагам за новинарот. Не може новинарот да биде безгласна буква, да се плаши од собственикот, од уредникот, од комшијата на газдата, од локалниот шериф, од градоначалникот. И јас сакам да има квалитетно новинарство. А јас, според оно што се случуваше предходно, кога газдите, сега збориме за националните телевизии, кога газдите, може да довршим? Ама не се подобри квалитетот на новинарите. Слегни го нивото на регионално и локално. Знаете ли колку е разликата? Тоа е тоа што немате чувство за односот на собствениците кон новинарите на локално ниво и какво е на национално. Само момент, ајде тишина ме молам. Значи разликата е огромна. Јас вас сериозно ве разбирам и ми е јасно во каква состојба сте биле. Овдека ние разговараме, прво разговараме, второ ние сме фамилиарно блиски, не дека ми е сопруга. Еве ти го до мене стои. Значи, прашањето е дали односот на собствениците кон новинарите е исто како и на национално ниво, ќе ги прашате колегите. Инаку, разликата е огромна. И затоа е јазот толку голем. Не знаете, просто имате недостаток на информација што се случува на локални региони. Ама дека нема квалитетно новинарство во локалните и во регионалните медиуми. Момент. Ама јас сум за тоа да се финансира концепт. Ќе збориме за квалитет, сега за новинар. Дали има истражувачко новинарство? Каде? Кај нас? Не кај вас. Има. Да, има. Дали има шанса да дојде до истражувачко новинарство е другото прашање. Да, зашто да нема шанса? Дали има шанса? Дали ќе инвестира? Еве ви пример. Ние инвестиравме во момент, Ирена. Ние инвестиравме во истражување на шверцот на луѓе што се случуваше тука пред 2-3 години. Ама имавме шанса. Некој нема.
Значи секој ден да патува по 30, 40, 50 километри е трошок, така ли? Има голема разлика. Затоа збориме тука. Во ВИС има вработено колку се 11 луѓе во редовен работен однос. Значи инвестираме, така? 11, знаете ли што значи на регионално ниво? Беа 20. Значи тоа е нешто, затоа сме се собрале тука и сме нашле начин, затоа што ние не го сметаме ова за чисто да имаме медиум. Не, ние се занимаваме. Тоа е тоа. 11 години сум бил кога сум влегол во медиум. Првата дозвола е добиена од Белград. Дали ме разбирате? И го сваќам сериозно. Не, дали ме разбирате зашто зборам? Која е тежината? Овеле. Еве, собствениците рекоа, ако сакате за правата на новинарите, разговарајте во ЗНМ. Па сега, добро. Тогаш да направиме една дебата само новинари. Чекайте малку. Да се сослушаме. Синадиновска. Јас колку ова што го од целата дебата сваќам дека тука немаме разлика помеѓу собствениците и новинарите во нивните барања од аспект на локалните телевизии и медиуми. Тие се на иста линија. Дали вие како собственици и новинари има помеѓу вашите барања и потреби разлика или сте обединети во ставот? Зашто ние си имаме проблем со собствениците. Ако за ова прашање, сакам да кажам, значи ако за ова прашање локалните медиуми имаат помеѓу собственичката структура и новинарите, мислат дека заеднички и дека истиме интересот, тогаш погрешна ни е дебатата. Значи не можеме ние треба да разговараме дали овие пари ќе се злоупотребат и на крај на денот 70% од оваа програма не финансиска, затоа што и ние како Словец сме строго против директни пари, на крај ќе завршат пак во Стители во Канал 5, наместо на оние на кои што им се потребни. Нас ни е тоа главната грижа. Значи каде ќе завршат овие пари, со каква намена и со каква цел. Се разбира дека критериумите мора да бидат поставени. Ама да не збориме дека ние знаеме што им треба на локалните медиуми. Не знаеме, ја поим немам. Сега слушам, дознавам, гледам. И знам од претходно што сме разговарале со нашите членови, имаме член во управен одбор од вашите редови, тој точно ги презентира, меѓутоа сликата дека е олку драстична, какви ви се проблемите, кои ви се начините, веројатно вие подобро знаете што ви треба, отколку јас од Скопје да ви кажам што ви треба. Благодарам, господинот, ако може. Да се представам, Лазо Димитров од телевизија Кочани. 25 години новинар на Нова Македонија, сега собственик на телевизија и да ви кажам право се кајам што сум собственик на телевизија, ми беше многу поубаво кога си бев новинар. Сигурно, бидете сигурни. Проверете, колешката што сакаше да критикува, нека ги заобиколи, нека помине покрај локалните телевизии сега, вчера и ќе ги види состојбите, ќе коментира тогаш реално и објективно. Верувам дека ниту еден собственик на телевизија овде не е дојден од кејф, од задоволство да бара пари од државата помош за да опстане. Не постои таков. Ако функционира, ако сме нормална држава, ако функционира пазарот, ако функционира маркетингот, сите ќе си живееме од тоа како собственици и ќе имаме повеќе и новинари и поквалитетна програма. Парите, некој праша каде ќе одат парите што ќе се добијат. Почнавме да ги делиме веќе што е уште полоша. Еве каде отидоа, од 20 новинари сега има 11, 9 новинари не земаат плата. Еве ги парите каде ќе отидат. Телевизија Кочани своевремено имаше 16 вработени вкупно со хонорарни, сега се сведува на оној минимум кој агенцијата не брка за да не казни да не ги земе дозволите. Значи не се работи. Има можеби собственикот на Сител авион или не знам каква кола, ама на него телевизијата му е играчка, а има други бизниси. Оние кои живееме од телевизиите, многу добро знаеме и верувајте дека никој не работи профитабилно, туку како што рече Димитар, инвестира од дома за да може да опстане, да не се срами кога ќе излезе на улица да му речат ваква ти е програмата или ваква ти е програмата, или ваква ти се информациите. Без да имаме ние некоја поддршка финансиска од државата, бидете сигурни од државата, да се најде форма од каде ќе додат средствата, не е битно, а пак се во оваа држава, не може да не финансира нас Англија или Франција, пак ќе биде во оваа држава. Без тоа, ќе немаме доволен број на вработени, ќе немаме програма и тогаш нема да разговараме ни во ваква ситуација како што сме сега. Целата работа е процес. Беше вознемирена колешката, јас сум вознемирен.
Целата работа е процес. Не може би ние со една одлука сега на владата и на министрот или на било кој и да ги средиме состојбите од секој аспект. Значи тоа е процес, ние ќе почнеме сега со некоја помош, па ќе се менаџира понатаму и ќе се анализира, ќе се види дали тоа ќе донесе и ќе доведе до некој квалитет и ќе одиме ќе случиме на грешките и ќе одиме напред. Вака само тонеме и тонеме, без разлика. Ви благодарам. Може би малку бев несреден, ама тоа е тоа. Благодарам. Само би кажал така. Фала ви многу во секој случај за присуството. Благодарам.